останати? Која беше возраста на лицата? Значи, во раните утрински часови од 2:48 беше првиот повик на 194 на брза помош со назнака дека во дискотеката непосредно во индустријскиот дел на Кочани имало пожар. За 15 до 30 минути беа мобилизирани сите специјалисти во болницава, медицински сестри кои што се јавија на работа, иако не беа, и почнаа да ги донесуваат пациентите. Пациентите беа на возраст од 16 години до 24 годишна возраст. Најмногу имаше со изгореници и со интоксикација на въглероден моноксид. Тука се направи првата тријажа на пациентите кои што беа препратени до клинична болница Штип првично. Тука многу ни помогна и од соседните здравствени домови, како и клинична болница Штип испрати свое возило и од брза помош од Скопје. Пациентите беа пренесени во највозможен период, откако веќе беше тријажата направена во болницата. Значи, станува збор за повреда со интоксикација на въглероден моноксид и со изгореници. Оние што беа пациенти со помали изгореници од прв степен беа задржани во Кочанската болница, а сите други беа препратени првично до клинична болница Штип, од каде што по пациентите со изгореници од трети и од четврт степен беа препратени до скопските клиники. Колку моментално кај нас? Моментално кај нас има 12 пациенти. Има ли стампедо? Такви повреди? Има повреди, за жал, дека повеќето беа од стампедо, особено кај пациентите што се починати. Почина од стампедото кое што е направено при паниката, што реално во тие услови најпрво паничен напад и почнале да излегуваат од влезот, кој што не можело 1500 клиенти на дискотеката за да бидат. Дали сите се од Кочани пациенти? Не. Значи, бидејќи станува за музички хепенинг, во општина Кочани имаше пациенти и од Скопје, од Штип, од Пробиштип, Кочани вклучително со целата на Кочанскиот регион. Каква состојба се хоспитализираните? Хоспитализираните што се во кај нас во болницата се во стабилна состојба, добра, а сите други се испратени во клинична болница Штип. Благодариме на времето, извинете. Нема зашто.